Споменавме на самиот почеток што ќе биде на наша денешна тема, доста актуелно со оглед на тоа што веќе го живееме на вистина летото, високи температури имавме, па мало заладување, па повторно не очекува топло време дури до 40 степени, она кое што го сакаме е разладување или спорт и рекреација кој што води во таа насога. Зборуваме дека спортот треба да биде составен дел од животот во текот на целата година, физичките активности или рекреирањето на тој начин, но кога ни доаѓа летото или летната сезона, тука постојат многу спортски рекреации во кои што најмногу уживаат најмладите, но и повозрасните. Она кое што навистина треба да го, да речеме, потсетиме или зашто би требало да советуваме се оние можни повреди кои што се случуваат токму при такво спортско рекреирање, посебно во лето. Па ќе зборуваме за тоа кои се најчестите летни повреди, на кој начин и дали може да се превенираат и што доколку се случат и како би изгледал третманот и навремената реакција. На оваа тема повеќе детали се разбира најстручно од мојот денешен соговорник во утринската тема, а тоа е почитуваниот професор доктор Глигор Џолев, ортопедски хирург и можеби многумина од вас веќе го знаат, особено ако не следите како редовни гледачи во утринска на тема, бидејќи сме обработиле доста корисни теми со професорот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на вашата телевизија и драго ми е да и понатака ја одржуваме овој континуитет. Да, и оваа соработка е со цел да се информираме за овие важни теми. Секоја сезона се носи своји предизвици. Летото е навистина можеби најпосакуваното годишно време и кога ќе дојде сакаме да уживаме, но мораме да бидеме внимателни, бидејќи голема е веројатноста за тие летни повреди кои што се случуваат и токму затоа ако зборуваме за и веројатноста, но и за нешто што би можеле ние да го направиме, иако се тие непредвидливи, ќе почнеме со најчестите оние кои што вие во вашето искуство и во вашата долгогодишна докторска кариера сте се соочувале и потоа ќе позборуваме малку за тоа што би можеле да превенираме, а што доколку се случат, како не би си го расипале летото или летниот одмор. Па, доволно да ви беше, мислам, го слушнав. Навистина, летото е најубаво годишно време во годината, кога завршуваат и училиштата и луѓето одат на одмор, така да сите го очекуваме летото како период кога ќе бидеме слободни под наводници, па ќе го практикуваме она што највеќе го сакаме. Спортот самиот по себе се налага како таков и но во целиот тој занес и желби да се тоа време искористи, нормално дека демне и нешто што е повреда. Да. Особено кога тоа ќе се прави вака во екстензивно подолго време, значи изложување истовремено, трошење мислам на енергијата од една страна, а од друга страна и временски изложување на нели на топлината, на температурите во кои што живееме и кои што од година во година, како што гледаме, се поголеми, но тоа е природата која што така нели на тој начин постои. Да, и со климатските промени особено. Да, токму така. И сега, значи, токму од тие причини, сите оние летни, посебно би рекол спортови, како што е пливањето, па скокањето во вода, па нуркањето, па оние спортови поврзани као волеј бич, значи на песок, кои што се играат, нели фудбал и одбојка, реков исто така. Потоа оние условно екстремни спортови како што е параглайдерството, како што се оние планинскиот велосипедизам, нели и така натака. Така да сето тоа кога младите особено им се пружат тие можности, значи едноставно се забораваат и сето тоа предизвикува несакани повреди кои што во зависност од степенот може и да имаат и некои посериозни последици, меѓутоа секогаш ние значи тоа пак ќе речам визави младите, визави децата, но и сите оние рекреативци повозрасни, мислам исто млади, но и повозрасната група,
може во тој занес да им се случи некоја повреда. И со оглед на тоа дека нашето тело 70% да речеме е локомоторен апарат, мускулно-скелетен и зглобен систем, значи најчести се токму тие повреди и кои што се пропратени или со повреди на меките структури или со повреди на зглобовите, односно на коските. Значи скелетниот систем од кој што да речеме, се лоши, оние поврзани со главата, со орбетникот, нели така, но и со горните, со рацете и со нозете, така да и степенот на повредата мислам може да биде во разни варијанти. Во зависност од самата повреда. Иако децата, ако да речеме се посклони, занесени во таа спортска игра или во тие активности да бидат поизложени на повредите, сепак кај децата и самата повреда, да речеме, и се елиминира малку побрзо и можеби лекувањето или третманот да трае малку пократко, нормално, индивидуално, но сепак таа категорија се, да речеме, полесни за третирање. Што се однесува до повозрастната категорија, тогаш можеби повредите ќе настанат полесно ако зборуваме за други типови на, да речеме, предиспозиции или фактори, како ги велите, остеопорозата е тука и слични состојби, кои што може да доведат до брза лесна повреда, а пак потежок третман или подолготраен. И тука има улога. Е сега, кога зборуваме и за превенцијата, па и за третманот, веројатно оние кои што се предострожни или, ако речеме, сакаат да превенираат, па и да се заштитат на некој начин, веројатно се консултираат за тоа што и како би можеле да го направат, сепак да уживаат во тие активности. Точно така, мислам, во секој случај, децата се потенцијалот нивни е многу по-голем и на полесен начин и телесната тежина, тие се полевтерни во секој смисол и затоа они и побрзо имаат мок на само регенерирање на организамот, кај што дури некои такви лесни повреди како дисторзии на зглобовите, шинување, што велиме ние и така натака, многу полесно и побрзо го надминуваат, односно се враќаат во нормала. Друго е кога се јавуваат тие фрактури, скршеници, нели, тие се исто така кај децата побрзо залечуваат, со често пати со конзервативен третман. Меѓутоа, значи, летното време изобилува токму со тие бројни такви некои повреди, кај децата полесно се поминува, се заздравува, додека кај возрастните, а особено тие кои што се од 50 и понатака години на таа возраст, спомнате и таа остеопороза, која што генерално во стартот е во една по-ризична група, значи влегува, и таму повредите секако од помала сила, динамска сила, значи може да дадат посериозни оштетувања, така да тогаш дури и оперативната интервенција не е така ретка, а и рехабилитацијата и заздравувањето и враќањето во претходната состојба оди значително подолго и од тие причини, токму тоа сакав да го истакнам, треба ние прво секогаш да имаме во предвид дека опасноста и ризикот од повредување оди согласно на возраста и е поголема и со поголеми последици. Затоа треба да се користат тие разни бандажерски средства, заштитни средства, почнувајќи од капата. Значи, рековме пред малку, сонцето како такво и температурите на кои што луѓето сме изложени може да доведат до топлотен удар, нели, до дехидратација,
Така да ние мораме летно време, значи да се заштитуваме од сонцето и посебно од ултравиолетовите зраци, посебно за повозрастните, затоа што кожата, најголемиот орган на човечкото тело, исто така трпи повреди во тој смисол од ултравиолетовите зраци, но и оние изгореници кога некој амбициозно сака да поцрни за кратко време, што сето тоа па треба да се на некој начин заштитиме со разни фактори, со капи, со чадори и така натака и така натака. Така да не се само физичките, механичките повреди, тие се најчести, но и овие демнат како такви и може да доведат до исто така сериозни последици. Да, и влошена состојба. Влошена состојба може да доведе и дехидратацијата која што се случува во летниот период, особено доколку направиме комбинација од спортска активност на високи температури, малку се заборавиме во сето тоа, немаме доволно количество вода внесено во текот на денот и тука може да се случи дехидратација која што апсолутно доведува до исто така симптоми кои укажуваат на влошена состојба која треба да се бргу да се интервенира. Токму тоа што го кажавте, јас сакам да го потенцирам и да нагласам дека летно време, значи, не треба да се претерува, ќе повторам, нити во време траењето, нити во мислам временско, нити во интензитетот да ние толку многу напињаме, мислам со тие физички напори, а напротив треба што повеќе течности, значи сокови, минерали и се она што ќе го освежи, ќе му даде сили на организамот, се разбира овошето, не велам за кристалниот шеќер, токму за овошниот е многу по-брзо и по-ефикасно и по-добро да се на тој начин субституира и тие калории кои што јаглените хидрати ги даваат како енергија за сите овие спортски активности, треба во поголема количина да се консумираат токму во летното време и ќе повторам уште еднаш, што повеќе вода. Не случајно веќе имаме такви сознание, гледаме, нели, секојдневно, како сите носат по едно шишенце од пола литро вода и тоа би препорачал повеќе да биде негазирана, затоа што таа е по-здрава условно и хидратацијата во сушност е многу јака превентива за здравјето на човекот во летните услови. Да не бидеме во заблуда дека ако сме покрај вода и ако сме во вода, дека не треба или од време на време да се освежуваме, да пиеме вода, иако верувам дека тоа нема кој не го знае, ние и секојдневно и со нашите доктори кои што се слушаме од итната медицинска помош го препорачуваме сето тоа, односно потсетуваме, бидејќи сите сме свесни колку е тоа важно, но добро е да се потсетиме, бидејќи летните убавини и активности па игри некогаш знаат да не занесат и нека не биде тоа причина за која што би можела да доведе до вакви летни повреди или состојби кои што влијаат на нашето здравје и токму за тоа и денеска зборувавме и потсетивме. Исто како и вие во вашите пензионерски денови си работите, го одржувате и телото и духот во една форма која што дава долговечност, така да тоа е една формула која што можеме да ја препорачаме, а вие да ја потврдите, така. Да, точно така. Балансот на тие функции, значи умствената, физичката и душевната, се разбира, е формулата за квалитетен, здрав и долг живот. Ви благодарам многу за гостувањето и за вашето одвоено време, како денеска, така и секогаш кога ќе ве поканиме, така што верувам нашата соработка продолжува и во следната сезона. Со задоволство, благодарам. Убав ден ви посакувам и убаво лето, се разбира, со намалување на веројатноста на сите овие предизвици за кои што ние зборувавме.